се да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Јас сум Доне Гоџиров од село Перево, сопрек на Мери Гоџирова. Чекаме принова. Јас сум земјоделец. Претежно се занимавам со земјоделие, го прехранувам моето семејство само од земјоделие. Јас сум Мери Гоџирова од село Перево. Во брак сум со Доне Гоџиров. Имаме едно девојче, се вика Живкица. Сега чекаме принова. Инаку јас работам во конфекција и сум многу среќна жената во село Перево, а сум од село Волоча. Време е за бебе. Со Доне се запознавме кога јас дојдов на излегување во селото. Имаше кафич, јас дојдов со еден братче, со едни пријатели. Таа идеше со едни мои другари од селото Водоча. Овде во селото Перево имаше кафе бар кога работеше тогаш на излегување. Дојдаа моите другари. Кога го видов, многу ми се допадна. Се запознавме, излегувавме и потоа си разменивме броеви. Еден викенд со неја бевме, со другарите, се зедов од неја бројче. Почнав да и се јавувам. Вториот викенд, третиот викенд, се со исто, со другарите излегувавме. Почнавме да одиме во селото Водоча. Мина неколку, околу месец време, почнавме во врска. На почетокот малку така, не баш сите да знаат дека нели сме во врска, тука малку народот е позаостанат. И после некој време веќе ностоп си бевме заедно. Да, во селото не е како во градовите, одма да почнат за на вечер да одат јавно на таму, на ваму да шетат. Оти овде кај нас може да те озборуваат. Еве ова беше со тој за на вечер, другата вечер ја остави, си замина и така овде се одзборува. После тоа бевме во врска, излегувавме, одевме на секаде, се шетавме. Почнавме јас кај негови роднини пријатели да одам, тој кај моите. Ги запознавме неговите, тој моите. 2 години, тоа беше некако 2010 година. Шетавме нама, вегам на Мери и реков јас стигај веќе до толку, што ќе шетаме. Од кога реков дека ќе си ти, дај да се вериме. Па на 25 декември 2010 година стапивме во веридба направивме. Се до една вечер, додека бев на 19 ноември, 19 декември, тој вика Мери, ако сакаш вика нели веќе, мислам дека доста се шетавме на таму на ваму, веќе јас мислам дека веќе е време да се земеме, да се вериме. Јас останав како шокирана. Не знам, викам, не знам како реагирав. Се збунив многу. Да, и кога ги кажав на неја дека сакам за толку брого, таа не веруваше и многу било кратко времето, не можев да се спремиме. Ја и реков, времето броено, до сабота ќе стасиме се. И почна процедурите дома на моите кои им реков дека сакам да се верам и тие се шокираа за толку кратко време, вика, нема време, бе. Време немало имало, јас сум решен во сабота веќе да се верам. Вика, ај ти кажи дома на твоите, сакам на 25 да направиме веридба. Јас збуната цела, страв ми е да кажам дома, срам ми е, не знам как да кажам. И после, во средата веќе, се на брзина, почнахме да се спремаме. Кога утрото, после веридбата, кога станав, кога ја видов неја особа, дур самиот се зачуди, викам, после ми текна, викам, јас се вери веќе, таа е тука. Мислевме дека се успал, станала, преспила овде кај мене. Ама кога ми текна дека вечерта правихме веридба, се ми стана јасно. После тоа си решивме да правиме свадба.
После неколку време, пред свадбата 1 месец, останав бремена. Кај Мери ми се многу допаѓа што се е на смејата, она многу тешко можеш да ја видиш да е намуртена, повеќе се насмева и нешто да ја преговориш, она многу људба не држава, после гледаш пак се смее, друго, трето, а дока јас сум малку потврд. Па, што знам, имах некој чудно чувство. Викам на маш ми, можно е јас да сум бремена, да земаме тест да направиме, да видиме нели како што ќе покаже тестот. Јас земав тест, направив. Пред свадбата неколку месец време Мери рече дека и вика да на нешто се осеќам јас како да сам бремена. И нешто на мене тие работи не ми беа доста јасни. Рече дека може да направи тест. Да отидовме до Струмица, купивме тест, направи тест, рече дека тесто покажа дека позитивен, дека останала бремена, отидовме на лекар, отидовме на гинеколог, гинекологот рече дека Мери е бремена, јас се израдував, почнавме да се јавуваме по сите да кажува на незините дека била бремена, дојдовме дома на моите, им рековме дека Мери е бремена и тие почнаа да се радуваат, почнаа да викат добро и свадба ќе имаме и после свадбата и бебе. Многу се израдувавме, пошто ќе ни е прво дете. Па ни беше многу голема радост. Па као што викат старите, сега веќе младите невести се по-нежни и затоа, као што викаше мојата мајка, што треба се таа ќе заврши. Не и дававме многу да работи низ дома, да дига тешко. Се некои по-лесни работи, нешто ќе фати, се од озгора, ќе дојде од работа. Пошто беше летно време, ќе си легне, ќе одмори, поручек нешто ако фати и така и минуваат деновите. Направивме свадба и после животот си тече така секој ден. Одам на работа, си идам, по дома нешто работам, нешто повеќе одмарам и така. Мина неколку после свадбата, почнувме веќе, од кога поминавме свадбата, се радувавме, ајде ќе имаме бебе. Чекавме го да се роди бебето. Веќе 7 полни месеци во 8-миот. Вечерта имавме гости, ми прсна водењакот и таму отидовме на гинеколог. Овде од Струмица, кога ни рече доктор дека е хитно, ни даде упот, рече колку што можеме побрзо да стигнеме во Скопје. Ни кажа хитно за Скопје да одеме. Со нашата кола, со маш ми, тргнавме во Скопје. Таму како збунети не знаеме да се снајдеме. Некак успеавме да стигнеме до болницата. Ја имав доста страх, таа не може да издржи многу, почна да плачи. Отидовме во Скопје, навлезов во Скопје, не знае точно кај е болницата, застана и праша и лутај лево, десно. Застанав, баш ми се сеќаваме 20 полицајци стоја, застанав кај нив, во центар баш во Скопје ги прашав, тие ми реко како што се случи, викам хитна е работата, тие ми помогна заправа возилата, направивме прекршок, завртевме назад и влегавме во болница. Не знаев што ќе се случи. Кога стигнавме там, кога не видов, вика женава ќе се породи, јас тогаш веќе не знаев како да реагирам, се збуних на цело. Не знаевме во болница кај да влеземе, пишеше праше да не луташ, прашавме. Како што прашавме, дојдо ја зема Мери и јас потоа ништо не знаев кај ја однесоа, што ја однесоа, чекав. Ајде ме ставија во салата, ме оперисаа и ми кажа дека имам керка. Јас шокирана, уште бев во бунило, не знам. После мина неколку 2-3 часа, дојде докторката, ми рече дека имаш керка. Ми го дадоа бебето, само на 1 минута го видов и ми го зема, и повеќе не го видов. После ми кажа дека е во инкубатор, дека не е баш добро. Јас не верував, дури не знаев што да правам, бев доста збунет. Прашав како се, таа рече дека Мери е добра, бебето сега ќе го однесе во инкубатор. Не знаев што ќе случи, немав контакт со Мери никаков. Како во бунило малечко ми го дадеја, само го видех. Така ми го поддадеја, го видех, го бацих еднач и ми го замаа. И толку повеќе не ми го дадеја. И после секој ден одах, имаше
околку сатот може да одам таму у инкубатор да го посетувам бебето, да го видувам. До 4-5 дена беше во Скопје во болницата, таа го видуваше, јас не можев да го видам. И потоа кога отидов да ја земам веќе од болница и ги прашав докторите дека сакам да го видам, тие ми рекоа дека штом не си го видел, ќе ти дозволиме. Ми дозволија да одам да го видам, таа што кога излезе мери, кога ме виде почна да плаче, не се допираше, бебето е вика во инкубатор, плаче, не знаевме што како се случи. Кога одев на кај бебето да го видам, многу плачев и кога ќе се вратам, цела бев растресена, потресена од страв, што како ќе биде со бебето, дали ќе е добро, дали нема да е добро и така. Ја зедов мери, таа плачеше, вика как ќе си одем без бебе дома. Јас се прави дека сум похрабар, а ако ми нешто се очите доста тажен, повеќе од неа и тажен, мислев дека ќе пукнам. И кога докторите не рекоа дека можеме да го посетуваме бебето во сабота од 3 до 5 часот. Сите кога си идат од болница со бебе, а ти си идеш сам без бебе, многу е тешко. Без бебе да си дојдеш дома. После секој ден се јавуваме у болницата да прашуваме како е бебето, дали е добро, како напреднува. Нека околу 10 до 12 дена детето беше се во лоша состојба, после неколку 13 ден кога се јави мери, реколе докторите дека почнало веќе да му даваат и храна малку, го извадиле од апарат, почнало само да дише, без маска. После кога кажаа дека се подобрува состојбата, почнав веќе да се надевам дека ќе дојде ден да си го земеме бебето дома. И одевме секоја сабота на пост да го видуваме бебето. И после кога беше добро, се дојдовме дома. Беше тоа во сабота, кога отидовме да го видиме детето во Скопје. Таа почна да мрда, мава со раците во инкубатор мрда и викаме, кога ќе си одиме, право ќе одиме кај кумот да прашаме за име. Отидовме, кога си дојдов дома, само неја што оставив од колата, излегов и отидов кај кумот да прашам за име. А овде, као кај нас, као сите, името го ставуваат на своите родители. И јас реков, тој ме праша како сакаш, викам, па ќе го ставиме на мојата мајка. И пошто таа е Живка, ние рековме дека ќе го ставиме името Живкица. Кумот рече, како сакате, ваша желба, се согласи и го ставивме името Живкица. Кога ја видов во креветче ставена не во инкубатор и ми кажаа дека веќе е многу добра и уште се чекаат последните резултати и може да си ја земеме во понеделникот, тогаш веќе верував дека е добро и дека си го земеме дома. Јас бев на работа, кога ми се јави мери, побрза и вика, ни се јавија од Скопје додеме да го земеме бебето. Вика, ќе си дојдам, викам сега, одма идам, само што тргнав, таа пак, ајде идеш, додеме да си го земеме бебето. Таа не можеше да се воздржи. Кренавме за Скопје, радост, таа вика во колата, ќе си го земеме бебето, ќе си го земеме бебето, отидовме таму. Имаше и други дечиња кои ги зима мајките. Кога ми виде мери, и нашето бебе иде, дојде од таму, дава алишта, го облекува, се го земеме. Навам кога се враќаме, мери не можеше да држи, кога плаче, кога го држе. Това е чудно чувство. Прекрасно. Не може да опишам какво ни беше. Сите си мисля, многу е малечко, ама Живкица излезе многу пргаво. Кога почне да јаде веќе, ќе го однесеме на лекар, ќе го мерат, ќе напредува 100 грама, 200 грама, почна се да качува. Се беше добро, почна да расте, почнаваме да се го држаме, не ни беше веќе страв, се навикнаваме. Што ќе се дадеше, назад не враќаше, всичко јадеше, не бира јадење. Прво беше на храна, после една годинка почна се да јаде, не бираше јадење. Така Живкица ми беше многу мирно дете и оште ми е мирно. Послушна. Кога беше помала, ќе го оставиш тука, цело време се врти околу тебе, не ми бега. Многу ме служа. И сега, нели, дете како дете, оно, па си има, нели, си шета на таму на вама, но сепак е многу мирна. Се разбира што ќе ја кажеш. Кога беше доста мирна, немавме некои тешкотеи од неа за гледање, кај да оставиш тука си седе, не прави проблем. Па најмногу е поврзана сега со мене.
Јас сум дома, по цел ден е со мене и со мене е сега навикната. Време е за бебе. Мина неколку време, намери и реков дека другарите сите и они почнаа да се верат, почнаа и нивните сопруги да стануваат бремени и Мери седевме дома, Живкица почна таму лево, десно, пала сегде, кој не е турното да го турни и реков на Мери, викам, ако не да направиме и второ бебе. И покрај сите проблеми што ни беа, сепак се одлучивме и за второ дете да имаме, да не чекаме многу. И така, се останат пак бремена. Зашто децата се најголемата радост на родителите. Многу е добро кога имаш така поголема фамилија. И така, за неколку време, рече дека била бремена, отидовме на лекар, рече и доктора дека е бремена, малку сте вика за побрзале, па викам, не е многу, ама тука негде сме. Кога праша колку е ова, викам, Живкица века беше 20 месеци, па вика не е многу рано. И така сега чекаме и второ бебе. Сега од кога сум брема, веќе кога го чекаме второто дете, не знаеме како ќе постапи. Јас си кажувам нели дека ќе имаме бебе, таа покажува дека ви е бебето во стомакот. Па како ќе го саспивала, како ќе си играла, по некој пат кажува и како ќе го тепала. Кревет ще ја обедуваме дали ќе го даде бебето, еднач го дава, еднач вика не го давам. И така. И сега кога ќе се роди ќе видиме како ќе е. Дали ќе биде добро, дали ќе... Ми рече доктор дека е машко, ја малку не ја ни поверува, зашто за Живкица тогаш прво не беше битно дали е машко или женско, ама кога ми рече дека ќе е машко, малку се поизрадував и ми рече дека таа ќе се исполни желбата. Јас повеќе посакував да биде машко и Живкица, ама таа кога се роди, таа кога рекла да го штип беше однесен Мери, рекла дека е момичка Живкица, би ги реков на докторот, не е битно, зашто е прво, ама. А сега за второто малку се осеќам по-горд дека ќе имам и јас син. Сега сум веќе при крај со бременоста. Добро е. Не сум така нешто. Не знам, добро се осеќам. Ги чекаме веќе последните денови да се роди бебето. Ми кажа дека ќе е машко. Маш ми е па многу среќен. Тој сакаше машко. На мене ми е се едно, ама секој случај добро е. Што ќе се мешани децата. И така. Па повеќе Мери ќе каже на Живкица, имаме бебе, кај е бебето, таа покажува право со прст дека е во стомакот на мајка и покажува како ќе го заспива. И јас претежно се занимавам со земјоделие, за екзистенција за моето семејство. Со моите родители се занимаваме со земјоделие претежно сега во оваа фаза веќе, која се при крај, останава само пиперките, кои се веќе и они во крајна берба, ова е веќе четврта берба. До сега имаше и патлиџани, и пиперки, сега е само зелката остана, есенска зелка и пиперки. Почнува работата за фолиите кои треба да се спремат за леи, за ранограднаска зелка. Пиперото што оваа берба ќе почнеме да го чистиме и него. Повеќето од земјоделските работи завршија. Уште него да го стасаме и ќе почнеме да се спремиме за зелката. Живкица често ми помага и она, околу мене стално е. И таа многу сака да работи. Секогаш сака да е присутна. Не ми е многу тешка земјоделската работа. Као од мал си одам по нивите, натаму, навам, се што е потешката работа се е на мене. Мери она малку поне сака да работи, али што е тоа, некој мора да е понапред. Ајде. Време е за бебе. Е така, Па многу писка па.
Што работите? Бравос. Бравос. Още ред. Си легнавме, јас не можам да спијам. Стани легни, нонстоп по цела вечер правам. И веќе на 2 часот отидов во веце, се враќам, си легнувам на креветот, пак не можам да заспиам, ми прснува водењакот. И вака неочекувано се изненадив, се исплашив и го будам сопругот, Донето, да станем, викам, Доне, станувај, ми прсна водењакот. Јас пиев и ми вика, стани, ајде, детето ќе излегува. И јас се разбудив и реков, седи, викам, гледаш надвор дожбар, дека ќе одиме сега. И ајде, вика, одиме. Се облече, таа беше спремната, станав јас, се измив, се облеков. Ме прегледа, после дојде докторот, ме прегледа и вика, не можеш да се породиш, вика, природно, мора да те правиме царски ред. Јас реков царски, само нека биде се со најдобар ред. Го гледам Доне до мене, викам, Доне, детето какво е, машко ли е или сгреши е докторите? Вика, не, машко е, вика, цело личи на тебе. Тој ме храбри, вика, не се секири, се е во ред, не е ли со детето, добро е и ти ќе бидеш добро. Рекоа дека ќе го видам детето, после некое време ќе можам и неа да ја видам. Мина уште пола час, го видов синот, рекоа дека е машко, кога почна да се радува. Поручокта ми го донесува детето да го видам. Кога го видов, толку сум била среќна, го гушнав, го бакнав. И не знам, многу убаво чувство сум усетила кога го видов детето, кога го држав во раце. Се јавив на моите дека имам син. Се јавив прво на моите родители, потоа на нејзините се јавив. Се јавив потоа на кумот, да кажам дека имам син. Значи човек не е 1 и 5 деца да има да роди, чувството е сепак исто. Кој и да е, сепак е дете, нели? Ти се мили и секак се чувствував исто и за секое дете. Побарав име, тој ми рече дека ќе бидем како е на дедо му, така ќе биде. Тој му даде дека ќе е Илија и ние си го викаме Илија по неговиот дедо. Време е за бебе. Добар ден. Што права дотката, добро ли е? Нося брачето на преглед. Како си бе ти, Злато? Добра ли си? Напи здраво. Нешто не плачи веќе. Не, голема она. Пораснала е веќе, голема е веќе. Мислам дека е добро. Детето е со добро психофизичко развиено, прекрасно, мајката си го гледа прекрасно. Мамо ти не дозволува посети дома. Да, не дозволува. Е така. Сега особено не смеете посети, пошто веќе знаете дека имаме официјално дека грипот ни е пред врата, туку веќе ни е присутен. Најмногу се осетливи децата до 3 годишна возраст. Знаеме дека ако дојде со некоја висока температура, ние веднага го препознаваме грип ли е, не ли е грип. А зошто, ако можеме да си го чуваме детето изолирано од секој, бар додека не помине сезоната на грип. Тоа е многу битно, да се чува детето од инфекција. Пријатно се гледаме. Имате го телефонскиот број. Да. Во секој момент, кога треба нешто, ќе ми се јавите. Ајде, пријатно. Ајде, пријатно. Време е за бебе. А кога си дојдов од болницата, ми помагаше и сопругот, и свекрвата, и свекроците, кој може, кој како стаса ми помагаат. Ти сам не можеш да ги завршиш сите опраски, плюс па и мало, и това, и живкица е мала, и сега и това е мало. Ти треба некој за да може да си ги завршиш обврските, да ти помагаат. Ти сам не можеш да успееш. А потоа, другиот ден веќе почна да се зближува со него, ќе дојдат
некој ќе каже дај да го земем бебето, не, почнува да се тепа, да плаче, не го дава Илија. И се како ден со ден се повеќе го засакува и не сака никој да го даде. Па додека се мали, додека нели од кога ќе се породиш, детето е многу мало, сепак му треба многу внимание од родителите. Треба да го нахраниш, да го избањаш, да биде чисто, за да биде и детето смирено, да не плаче. Му треба да му посветиш внимание, да му зборуваш, да го гушкаш, да осете внимание и љубов од родителите. Понекогаш јас го зимам бебето, јас ќе му давам, понекогаш сака и таа да е со него легната покрај мајка и двојцата да се. Ама повеќе си работи сопругата со децата. Ајде, Илија ќе руче. Сега ќе му дава дотка му да јаде. Што даше мал? Ајде. Го сака. Многу го сака. Ајде. 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 Не ике ли бе, мамо? Не. Ото би Илија не икеш? Ај мајка ќе му дава. Ај, јас да му дадам. Добро ли? Бива ли јас да му дадам, мамо? Не ике. Ајде. Ај, мама да му даде. Чекај, ти одръж ти. Да работи ладно. Но седно што да гледам. Со раѓањето на Илија, нели сега, првите месеци чекаме како ќе реагира, нели кога ќе се насмее, да видиме како ќе кога ќе се превртува, па како ќе си ја држи главичката. И сето тоа не радува, не исполнува. И секој момент гледаме да бидеме околу нив, да не пропуштиме нешто, да можеме се да видиме како што ќе се одвива. Па сега друго е кога си двајца, кога си тројца, сега кога сме четворица, оште е побав животот што некогаш кога така си лежиш, живкицата малку е попргава, ќе направи нешто, ќе почне да се смееш. Едноставно се си има галама во куќите, не е мирно како што беше, де отвори врата, де ќе зема телевизор, ќе чепка овамо, ќе чепка, се нешто сака да чепка, не може да седе мирно многу. Де ако не ја пазиш кјодека и него сака да му даде да јаде, или го открива, или сака да го покрие, да не му е ладно, се врте повеќе околу него. Сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас,